Господинот Кира Тошевски, јас го знам од Шарена револуција, тогаш прв пат се запознавме и рече дека тој и неговото семејство имат еден потенцијал за своето семејство, кој што би го искористиле за економски развој на своето семејство. Ја предочи таа локација како нивна собственост, за да при евентуална заинтересираност на инвеститори, домашни или странски, ја предочиме и ја даваме како локација. Ние секој пат сите можности, јас и економските министри на потенцијалите на државата ги нудиме. Секако жалам што досега не е најден инвеститор на самата локација, и користам и приликата секој пат такви слободни локации со урбанизми кои што се на атрактивни места да бидат потенцијал за било кој развој на бизнис планови кои што ги имаат во договор со самиот господин Кире Тошевски. Јас непосредно комуницирав со него по пораки и во последните денови. Тој инсистираше, заради тоа што се уште не е најдено инвеститор, инсистираше да Општинската организација на СДСМ од аеродром ги напушти просториите кои што тој ги има отстапено, односно дадено под закуп на таа општинска организација на СДСМ. Тоа се случи веднаш, ние ги напуштивме просториите, ги вративме. Конкретно се пожали на вашиот брат, некакви недоразбирања, некакви недоследности имало со процесот. Може тој да објасни секој пат слободно, веројатно понудата ја давал на секаде по Македонија, на деловни луѓе, дадена и таму, ние немаме никакви точки на комуникација. Јас го прашав брат ми дали нешто е конкретно разговарано. Она што го доби, вика да, човекот понуди таква локација, но бате ти знаеш дека ние бизниси такви немаме за развој и ако може да ја понудат на некој, секој пат сите да може да ја понудуваме. Тоа е комуникацијата.